Добар ден и добредојавте во уште едно видео на Формула 1 на македонски. Денеска е вторник, 14 мај, 2 дена после трката во Барселона. На сите мои следбеници на YouTube и на Facebook, најпрво им се извинувам за ова доснање на видеото. Традиционалното видео за анализа после секоја трка го испуштив од оправдани причини. Во неделата правев свадба, така што се надевам дека ќе ми опростите. Ова е навистина добра причина да се испушти една трка. Јас имав можност утрово да ја погледам трката, имав можност и претходно преку социјалните медиуми да следам што се случува, меѓутоа кога се изгледа трката е сосема друго, нели онака од почеток до крај. Така што би сакал овој пат со вас да поразговарам како и што понатаму после овие 5-1-2 победи на Мерцедес од почеток на сезоната, апсолутно рушење на сите рекорди во Формула 1 и сигурен сум дека ако Мерцедес продолжи вака ќе имаме уште доста рекорди кои ќе се срушат, кои ќе се постават граници на многу високо ниво кои тешко ќе бидат достигнати, се надевам, во иднина. Видовме дека Мерцедес е во лига собствена, единствено борбата помеѓу Валтери Ботас и Луис Хамилтон, мислам дека до крајот на сезоната ќе биде онаа вистинската за шампионатот. За жал, јас од оваа гледна точка денеска гледам 3 лиги во овој шампионат моментално. Тоа е првата лига, како што напоменав, внатрешната борба помеѓу Луис Хамилтон и Валтери Ботас. Втората лига е борбата за второто место помеѓу Ферари и Ред Бул, особено на следните трки каде што шасијата е значително доаѓа во израз, односно трките како во Монако и во Унгарија, каде што моторот и аеродинамиката немаат толку голем улога колку што самата шасија, односно балансот на болидот и механичката тракција доаѓаат до израз, така што за Ферари мислам дека допрва следат најтешките трки во сезоната кога станува збор нивниот сооднос во однос на Ред Бул. Добра шанса ќе биде Монако и Унгарија за прва победа на Хонда во V6 ерата, конечно после 5 години да се израдуваат еден успех. Мислам дека болидот во раците на Макс Верстапен е способен за таков успех на овие две патеки кои следат. Видовме од Ферари стигна изјава од Матија Биното дека можеби наводно го признаваат грешка, дека погрешиле со концептот, со аеродинамичкиот концепт за оваа сезона. И тука се создава еден друг проблем. Оние кои следат Формула 1 од поодблиску знаат дека тимовите носат големи надградби во Барселона како еден тест и како потврда на нивната аеродинамичка филозофија за остатокот од сезоната, значи од Барселона па натаму. Предсезонските тестирања служат нели за болидите за тимовите се запознаат со своите болиди, да видат што всушност и поседуваат, да ги запознат карактеристиките на нивните болиди, каде имаат слабости, каде имаат предности, кои се деловите од болидите кои треба да се подобрат и обично надградбите во Барселона кои пристигаат како почеток на европскиот дел од сезоната. Тимовите во Формула 1 тоа го нарекуваат и вториот почеток на сезоната. Обично тука тие проблеми треба да се исправат. Кај Ферари видовме опретна слика. Наместо да ја намалат разликата во однос на Мерцедес, тие баш напротив падна многу поназад и дури беа помалку компетитивни и од Ред Булот на Макс Верстапен, кој со итрина ја искористи неодлучноста на Ферари за големата награда на Барселона, што да прават, беа неодлучни повторно. И Макс Верстапен тоа итро си го искористи и поштено си го заработи своето трето место и го комплетираше подиумот за големата награда на Барселона. Сега, кога техничкиот директор и шефот на тимот Матија Биното ќе изјави дека можеби навистина го погрешиле аеродинамичкиот концепт, тоа не е зло, бидејќи во Формула 1 не постои еден добар, уникатен аеродинамички концепт, не постои единствен начин на добивање на истата количина на потисна сила, на истата количина на механичка тракција, на истиот баланс. Значи тимовите на најразлични можни начини прават најразлични можни комбинации и доаѓаат до многу слични резултати. Тоа е убавината во Формула 1. Кога ќе видиме два различни концепта сосема драстично различни школи на инженерство, кога ќе видиме дека носат скоро идентичен резултат на самата патека и во трка. Проблемот каде го гледам за Ферари? Проблемот е што сега они се пред тешка одлука што да прават со сезоната. Дали да инвестираат големи пари, голем број на луѓе инженери да ја спасуваат оваа сезона, колку што е можно побрзо и порано, бидејќи до септември они мораат да го потпишат планот за следниот болид, односно на следната сезона. Традиционално после летните одмори, после на законски да речам предвидена според правилата пауза од 2 недели во август, кога сите фабрики на сите тимови се затворени, тимовите тогаш полека почнуваат да пренасочуваат ресурси за развој на болидите за следната сезона и оние првични планови, дефиниции на самиот болид мораат веќе да бидат потврдени и скецирани.
значи дека Ферари сега се соочува со две можности. Или максимално да инвестира луѓе и пари за да го спаси болидот за оваа сезона и да извлече што е можно подобар резултат, или рано оваа година да се фокусира на болидот за следната година и следната година да ја дочека на здрави нозе. Бидејќи предноста на Мерцедес е огромна, ја не би сакал уште сега да се откажам од борба во шампионатот, тоа е нешто што најлошо може да му се случи, меѓутоа сметам дека Мерцедес во моментов само борбата помеѓу себе, помеѓу Луис Хамилтон и Валтери Ботас да го донесе до некои големи пресврти, некој инцидент, можеби она, па може да го внесе така Ферари во игра, па тогаш можеби Ферари, ако има една-две трки добри резултати, па малку од малку да ја врати играта во своја полза, па да видиме можеби некоја борба. Како што стоја денеска работите, повторувам 14 мај го снимам ова видео, 2 дена по трката во Барселона, мене тоа не ми личи дека ќе биде така и мислам дека за доброто на Ферари би било едноставно да го извлечат максимум што можат од оваа постојана конфигурација која имаат сега и навистина добро се спрема за следната сезона, затоа што нас ни треба компетитивен Ферари, ни треба и компетитивен Red Bull, ни треба и компетитивен Макларен, ама за тоа треба да се има резултати. Ние не може ги овиниме Мерцедес, затоа што Мерцедес си работат дечките напорно, си носат надградби на секоја трка, надградбите функционираат, што е најбитно, што значи дека нивната филозофија, нивниот аеродинамички концепт е потврден и затоа понатаму секоја надградба и функционира. Вие кога ќе донесете надградби на болидот и кога ќе кажете дека надградбите функционираат, меѓутоа разликата спрема најблискиот ваш конкурент е зголемена во негативен смисла, тогаш значи дека вие имате фундаментален проблем и оттаму ја гледаме изјавата на Матио Биното дека им недостига потисна сила, дека се спори на сите правци, дека имаат проблем со understeer. Тој е дел од овие аспекти, ги обработивме во техничките видеа кои ги поставивме на каналот на YouTube на македонски, на Формула 1 на македонски, извинете, така што ако ги немате погледнато, имаме технички осврт на предни крила како функционираат, задни крила како функционираат, дашбордс, односно оние странични крила и ги објаснуваме феномените на understeer и oversteer, односно на подуправување и надуправување на болидот. Така што доколку ги немате погледнато тие видеа, погледнете и ќе ви стане многу појасно што сега Матио Биното овде да каже. Борбата за четвртото место во шампионатот исто така очекувам да биде интересна, каде што она популарно наречено best of the rest или најдобар од останатите. Гледам дека ќе биде тесна борбата помеѓу Макларен, Рено, Хаас, Тора Росо, Racing Point, иако Макларен и Рено имаат поголеми буџети од останатите тимови и можеби на долг рок со надграбите на болидите кои ќе ги донесат, мислам дека ќе успеат да се изборат тие два тима да бидат во финалната борба за четврто место, меѓутоа Хаас гледаме дека е топло ладно цело време. Торо Росо очигледно со задниот крај на Red Bull кој го користи од болидот од минатата година, очигледно има добра основа. Се надам дека ќе имаат доволно буџет и понатаму да го развиваат овој болид. Имаат прекрасни добри двајца млади возачи. Даниел Квиат добро е повратник, меѓутоа Албон навистина пријатно ми изненадува заедно со Ландо Норис кој направи глупа грешка за трката на Барселона, самоуверено влезе во тој дуел со Строл. Меѓутоа тие двајца мислам за мене се позитивниот аспект на оваа сезона и понатаму дуелите помеѓу младиве возачи и помеѓу тимовите од третата лига, условно кажано, за сега мислам дека може да донесат онаа возбуда која недостига и мала искра помеѓу Луис Хамилтон и Валтери Ботас. Мислам дека може навистина да го претвори ова првенство во едно навистина неизвестно и драматично првенство до самиот крај, барем кога станува збор за кој ќе биде шампион во Формула 1, бидејќи мислам дека оваа година го имам тој претходно споменато Валтери Ботас, неговата ментална игра е на нивото потребно за освојување на титулата во Формула 1. Доколку ви се допаѓаат видеата на Формула 1 на македонски, ве молам за лайк, шер и subscribe, следете го каналот на YouTube, коментирајте, дајте ги вашите предлози. Следете не овој викенд ќе направиме анализа на сите надгради кои тимовите ги донесува на болидите, ќе се обидеме да видиме кој болид кои промени ги доби, каде тимовите мислат дека погрешиле, каде тимовите допрва сакаат да направат некои промени, така што следува следното видео, пауза помеѓу овие две трки, ќе следува технички осврт уште еден. И уште еднаш би сакал да се заблагодарам сите што го следите каналот на Формула 1 на македонски и се гледаме во следната прилика. Поздрав!